Здраво на сите! Јас сум учителката Ана од градинката 25 мај од Скопје. Се радувам што ќе се дружиме на овој начин. Се надевам дека веќе завршивте со вашата утринска гимнастика, се опуштивте и подготвени сте за да ја слушнете приказната која ќе ви ја раскажам денес. Најпрво би сакала да ви го покажам ова цвеќе кое го краси мојот дом. Погледнете го. Погледнете колку е убаво и нежно. Дечиња, каква е бојата на неговите цветчиња? Така е, таа е виолетова. А погледнете ги сега неговите ливчиња. Со каква боја се тие? Браво, тие се со зелена боја. Другарчиња, бидејќи во овие денови, знам дека секој од нас поминува поголем дел од времето затворен дома, бидејќи во овој момент тоа не е безбедно за нас и за нашето здравје. Но сепак, знам дека многу од вас сакаат да пешачат и да уживаат во убавините на природата. Дали сакаш и ти да го правиш тоа? Браво! Да ви кажам, и јас многу уживам кога се шетам во природата. Сакам да ги гледам растенијата, високите дрвја, цветовите, многу убава природа. Особено бидејќи сега сме кое годишно време? Пролет. Така е. Во денешното наше дружење ќе ви ја раскажам приказната за Маја и природата. Во приказната се работи за магијата на природата. Една прекрасна приказна која ќе ни ги покаже и убавините на овој месец април, во кој ќе научиме како да се грижиме, да ја сакаме и како да ја зачуваме нашата планета Земја. Бидејќи знаете, токму во овој месец април, поточно на 22 април, ќе го прославиме денот на планетата Земја. Па другарчиња, токму заради тоа, да го започнеме овој месец со прекрасна приказна и еден мал прекрасен подарок кој ќе го подариме на нашата планета. Добро, другарчиња, дали сте подготвени за да започнеме? Одлично! Погледнете што имаме на предната страна на оваа прекрасна книга. Дали можете да ми кажете што гледате? Така е. Тоа е еден стаклен зид, а зад него се наоѓаат многу растенија. Изгледа како шума. А пред стаклениот зид можеме да видиме дека стои едно девојче со незиното кученце. Тоа е, дечиња, девојчето кое што се вика Маја. А што држи девојчето во незината рака, дали можете да видите? Навистина, мене ми личи на некое гранче. Но ајде да видиме за што станува збор. Кога девојчето го напушти местото во кое живееше, Маја сакаше да ја земе и својата градина со неа. Знаете каде се селеа? Во градот. Таму каде што има многу згради, многу луѓе и таму каде што најчесто е многу бучно. Маја живееше со незиниот татко, со незината мајка и незината мала сестричка и нивното пријателче кучето. А ова е новото место каде што тие се преселија. Маја веќе нема градина во која ќе може да си игра, туку тераса која беше толку високо и имаше убав поглед на градот. Наместо патеки што се извиваат из кришни места послани со лисја, Маја виде едно животно. Тоа беше некаков споменик, голем, висок споменик. Погледнете колку кутии имаа во собата. Кога виде дека нема природа во која ќе може да ужива и да си игра, Маја одлучи да црта со креда. Таа нацрта една голема пеперутка на игралиштето. А таму,
Таму беа и другите дечиња кои си играа. Тие беа многу изненадени додека ја гледаа како црта со кредата. Но погледнете што се случи. О, дождот го избриша цртежот на Маја. Така, таа реши да си направи еден излет. Си ги зема и кутиите и на нив го нацрта јаболковото дрво и цвеќињата. Сета онаа природа која и недостасуваше тука. Но, кутиите на кои беше нацртано јаболковото дрво паднаа врз работите кои беа поставени на излетот кој го правеше Маја. А на останатите кутии, на нив можеше да се забележи дека на Маја навистина и недостасуваше природата, градината, растенијата. Погледнете ги, дечиња, сите овие работи кои што ги имаше Маја нацртано на нејзините кутии. Маја беше веќе изморена од кутиите. Еден ден таа се качи на една од кутиите и ги наблюдуваше луѓето кои се движеа како мравки низ улиците. Маја ги шпионираше од прозорецот со помош на нејзиниот двоглед. И додека така ги гледаше, ги забележа дрвјата и ветерот кој ги нишаше нивните гранки. Веднаш помисли на тоа дека можеби е некој парк. А кога мајка ѝ беше подготвена да излезе, Маја истрча надолу и се отвори кон новиот живот во градот. Таа ја премина крстосницата, се шеташе преку мостот, меѓу зградите, меѓу уличните светилки, се до паркот исполнет со ситни камчиња и празни столчиња. Таа замислуваше дека овој парк треба да е забавен, но кога го виде паркот во кој лулашките столчињата беа празни, дечиња, како се чувствуваше Маја? Дали беше среќна? Не. Маја се чувствуваше тажна, но истовремено и разочарана. Така си зема од камчињата и нацрта едно цветче. Ги слушаше звуците на градот и шушкањето на маличката птица. Една мала птица, која честопати Маја можеше да ја сретне на јаболковите дрвја. Птицата летна, а Маја побрза само за да види каде ќе исчезне птицата. О, погледнете на што наиде! На една прекрасна шума, поубава од само едно јаболково дрво. Значи, птицата, како што можеше да види Маја, исчезна во шумата полна со многу лисја. Знаете, тоа беше можеби навистина една мала шума направена во градот, но сепак беше прекрасна. Но шумата беше затворена. Маја чекаше и чекаше, но птицата никаде ја немаше. Таа не излегуваше надвор. Маја остана тука пред влезот уште многу долго време. Наеднаш Маја забележа мало зелено гранче од шумата, кое се протнало преку големиот прозорец покрај кој седеше таа. Го зема со себе малото гранче и тогаш Маја се врати назад покрај улицата. Го помина празниот детски парк и празните столчиња, паркот со ситни камчиња, ги помина уличните светилки. Изгледа, дечиња, таа се враќаше дома. Изгледаше пресреќна, нели? И назад преку мостот. И кога Маја пристигна дома, го стави нејзиното богатство, така таа мислеше за гранчето кое го најде, го стави во теглата која беше таму.
Маја утридента излезе надвор за да го насади растението. Ќе го насади растението во еден поголем простор, во една саксија, за да може да расте и да порасне големо. Значи таа зема една саксија, лопатка и кантичка со вода. И, погледнете, изгледа дека тоа навистина порасна. На Маја и помогна и незините другарчиња, што значи дека Маја веќе има и нови другарчиња. И, погледнете ја нивната прекрасна градина. Погледнете ги сите овие растенија кои тие ги насадија. Но, како што можеме да видиме, тие сите овие растенија не ги засадија на почвата како во градините, туку ги засадија во сакси и тоа различни сакси. Некои беа мали, некои големи, со различни форми и бои. Бидејќи нивното игралиште не го возможуваше тоа, бидејќи немаше почва на нивното игралиште. Другарчињата на Маја и помагаат за да ги засадат сите овие растенија во градината. Сите тие изгледа многу среќни. И тука е крајот на нашата приказна. Колку убава приказна! Другарчиња, ајде да повториме сега со кого се запознавме денес во оваа приказна. Така е, со девојчето Маја, на која и недостасуваше природата. Таа секогаш ја бараше природата. Се до оној момент, додека не го најде она мало гранче и го насади во саксија. На тој начин, таа ги стекна и новите другарчиња и игралиштето го претвори во прекрасна градина во која уживаа и се радуваа сите дечиња. Сега, другарчиња, јас сакам да повторам некои работи со вас за кои што знам дека ги знаете. За деловите на растението. Се сеќавате кои беа деловите на растението? Браво! Тогаш, другарчиња, ајде уште еднаш да ги повториме. Јас ќе ви покажам едно растение, а вие полека, едно по едно, ќе ми ги кажете неговите делови. Ова е корен. Ова е стебло. Така е. Ова е ливчето, браво. И на крајот, одлично, ова е цветот. Браво! Навистина знаете се. Другарчиња, ние во сакси можеме да насадиме секакви растенија. Цвеќиња, украсни мали дрвца или прекрасни зеленчукови и овошни плодови кои што знаеме полни се со витамини. Така е. Другарчиња, дали вие некогаш сте засадиле растенија во саксија? Доколку немате, ве предизвикувам да го сторите тоа уште денес, да им овозможиме да растат и да го разубават вашиот дом и вашите соби. А другарчиња, што ни беше потребно за да го направиме тоа? Потребно ни е почва, саксија, лопатче, семе кое што ќе го насадите, многу љубов кое што ќе му пружите на растенијето и секако не заборавајте да го поливате секојдневно со вода. Другарчиња, да го започнеме овој месец со мал подарок за нашата планета. Да насадиме сите по едно растение. И не заборавајте да уживате во прошетките кои што не ги нуди природата. Носете заштитна маска и често мите ги вашите рачиња. До следното видување, останете ми вакви позитивни, насмејани, среќни и полни со здравје. До видување!